Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, најави нов систем за следење и санкционирање на сообраќајните прекршоци. Според најавата, прекршителите ќе добиваат SMS известувања, а на критичните точки ќе бидат поставени камери за зголемена безбедност. Овој систем има за цел да ја подобри ефикасноста на контролата во сообраќајот и да ги намали прекршоците. Тошковски истакна дека новиот пристап ќе овозможи побрза реакција на институциите и поголема дисциплина меѓу возачите. Камерите ќе бидат поставени на локации каде најчесто се случуваат несреќи, а прекршоците ќе се евидентираат автоматски. Со тоа, казните ќе бидат побрзо процесирани, а возачите ќе добиваат известувања директно на своите телефони. Граѓаните имаат поделени мислења за оваа мерка, дел ја поздравуваат како неопходна за безбедноста, додека други изразуваат загриженост за заштитата на приватноста. Денеска официјално беше пуштена во употреба новата компресорска станица за хируршките клиники во Скопје. Овој објект ќе овозможи поквалитетно снабдување со медицински гасови, што е клучно за хируршките интервенции и интензивната нега. Министерот за здравство нагласи дека новата станица ќе ги подобри болничките услови и ќе придонесе за поголема безбедност на пациентите. Инвестицијата е дел од поширок проект за модернизација на здравствените установи низ државата. Овој инфраструктурен проект беше реализиран со средства од државниот буџет и поддршка од меѓународни донатори. Според надлежните, станицата ќе обезбеди постојана и стабилна дистрибуција на кислород и други неопходни гасови. Медицинскиот персонал ја поздрави новата инвестиција, истакнувајќи дека ќе им овозможи поефикасна работа и подобри услови за третман на пациентите. Според најновите податоци од Централната изборна комисија на Косово, врз основа на повеќе од 88% преброени гласови, самоопределување води со 41,29% од поддршката. По него следуваат Демократската партија на Косово со 21,83%, Демократската лига со 17,74% и Алијансата за иднината на Косово со 7,68%. Иако изборниот ден помина без инциденти, остана во сенка на неуспехот на Централната изборна комисија да ги објави резултатите навреме. Новиот изборен закон предвидуваше побрзо објавување на прелиминарните резултати, но онлайн платформата на Централната изборна комисија имаше технички проблеми и беше недостапна 3 часа. Првичните податоци објавени на платформата покажуваа дека самоопределување има над 55% од гласовите, што предизвика бурни реакции. Подоцна, Централната изборна комисија објасни дека дошло до несовпаѓања во податоците и дека проблемот бил предизвикан од преоптоварување на системот. Косовските медиуми јавуваат дека јавноста со нетрпение очекува официјални конечни резултати, додека опозицијските партии бараат детална истрага за проблемите со пребројувањето. Светските лидери остро реагираа на предлогот на американскиот претседател Доналд Трамп за преместување на палестинското население од Газа. Тие предупредија дека таков потек е во спротивност со меѓународното право и може дополнително да ја влоши хуманитарната криза во регионот. Според Обединетите нации и водечките меѓународни организации, насилното раселување на цивили е неприфатливо и представува кршење на Женевските конвенции. Европската унија, како и неколку арапски земји, истакнаа дека секое решение за кризата мора да се темели на дипломатски напори, а не на присилни мерки. Американската администрација засега не го поддржува овој предлог, а од Белата куќа велат дека фокусот треба да биде на прекин на конфликтот и долгорочно решение за израелско-палестинските односи. Трамп пак тврди дека неговата идеја е прагматично решение за стабилноста во регионот. Критичарите го оценуваат предлогот како нереален и опасен, нагласувајќи дека може да доведе до нови тензии и нестабилност. Хуманитарните организации повикаа на итна помош за цивилите во Газа, нагласувајќи дека приоритет треба да биде заштитата на населението, а не неговото присилно преселување.